Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја започнеме со еден од најпознатите псалми во Писмото, Псалм 107. За жал, низ годините многумина го толкувале овој текст на погрешен начин, особено затоа што не успеваат да го согледаат пророчкиот аспект на оваа песна. Се надевам досега свативте дека сите овие псалми имаат многу длабоко значење, кое првично се однесува на царот Давид и израелскиот народ, но исто така во нив има важни поуки и за нас денес. Ке се обидам да ги нагласам тие поуки и во денешната епизода. Стихови 1 и 2. Славете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна милоста негова. Така да велат избавените од Господ, оние што ги откупи од непријателска рака. Нам денес ни се потребни вакви верници, луѓе кои ќе зборуваат за Господовите дела, луѓе кои се избавени од Господ и ќе зборуваат за тоа избавување. За жал, денес се поголем број христијани се навикнати повеќе да се жалат и негодуваат, отколку да зборуваат за тоа како Господ делува во нивните животи. Правејќи го тоа, тие како да ја уништуваат Господовата репутација. Затоа велам дека христијаните се тие кои треба да кажуваат пофални зборови за Господовата добрина и неговата вечна милост. Цврсто сум убеден дека во суштината на оваа реалност е фактот што голем број христијани имаат погрешна слика за Господ. Да, тие го исповедаат и од време на време ќе се појават во црква, но генерално гледано се чини како многу христијани да држат одредена дистанца помеѓу нив и Господ, и тоа го прават со намера. Може би не сакаат многу да им се меша во животот, или сметаат дека не се достојни да имаат блиско и длабоко општење со Него. Како резултат на тоа, нивното искусување на Господовата добрина и милост е доста ограничено. Авторот на овој псалм го слави Господ поради неговата добрина и милост, но исто така ги повикува и избавените, а во денешен контекст тоа се сите кои го имаат вечниот живот преку вера во Христос. Нив ги повикува да зборуваат за Господовата добрина и милост. Да, ние треба пред луѓето да имаме слобода и уверено да кажеме: Бог е добар кон мене. Тоа не е клише ниту пропаганда, туку вистина која сигурен сум дека ја имаме искусено на своја кожа. Стих 8. Нека го слават Господа за милоста негова и за чудесата негови што им ги направи на синовите човечки. Оваа изјава се повторува и во стиховите 21 и 31. Значи во овој псалм 3 пати се повторува оваа реченица, за која јас верувам дека е како еден вид на рефрен кој го дели псалмот на неколку делови. Во првите 7 стихови читаме за Божјата грижа, потоа во стиховите 8 до 20 читаме за Божјото простување. Во стиховите 21 до 30 темата е Божјата заштита, а во останатиот дел од псалмот, кој е всушност последниот, читаме за Божјата сила. Ќе продолжиме со читање каде што застанавме пред малку. Стихови 3 до 7. И ги собра од земјите од исток и од запад, од север и од морето. Тие скитаа по безводната пустина и нигде пат ниту населен град не најдоа. Трпеа глад и жет. Душата им ослабна во нив, но во жалоста своја го повикаа Господа и тој ги избави од нивните неволји и ги поведе по правиот пат за да одат кон населен град. Патем со проучувањето на овој псалм, ние всушност влегуваме во 5-тиот дел од книгата Псалми, во оној во кој имаме текстови кои ја рефлектираат пораката на книгата Повторени закони. Во таа Мојсеева книга, главниот нагласок е ставен на Божјиот збор, односно Божјиот закон. Во таа книга
Има два стихови кои се многу слични на оние кои предмалку ги прочитавме. Во Повторени закони, глава 28, стихови 64 и 65 пишува: „И ќе те расее Господ по сите народи, од крајот на земјата до крајот на земјата. И таму ќе им служиш на други богови, што не се ги знаел, ниту ти, ниту предците твои. На дрво и на камен ќе служиш, но и меѓу тие народи нема да се успокоиш, ниту ќе има место за одмор на нозете твои. И таму Господ ќе го исплаши срцето твое, ќе го ништи видот на очите твои и ќе направи да страда душата твоја.“ Овие зборови се на некој начин Божјо ветување, кое тој им го даде на израелците, за да им каже во каква ситуација ќе се најдат доколку му бидат непослушни. Низ вековите, тие често се наоѓаа во вакви трагични околности, но сепак, Бог поради својата милост, повторно ги враќаше назад во земјата која им ја даде на благослов. Но овие стихови во одредена смисла се однесуваат и на нас, бидејќи Бог не избави од пустината на овој свет и не спаси сите нас кои веруваме во Неговиот Син Исус Христос. Ова е навистина неверојатна слика за Божјото спасително дело, како во историјата на Израел, така и во нашите животи денес. Ако Бог ве спасил, тоа значи дека не завршил со вас и дека Неговото дело во вас ќе продолжи. Сега доаѓаме до вториот дел од овој неверојатен псалм, во кој главната тема е Божјото простување. Авторот на овој псалм зборува за тоа како Бог ги ослободува затворениците од робство. Таа слика може да се свати буквално, но и фигуративно. Ќе го прочитаме стих 8. „Нека го слават Господа за милоста Негова и за чудесата Негови што им ги направи на синовите човечки.“ Стих 16. „Зашто тој ги здроби бронзените порти и ги скрши железните резиња.“ Се чини дека преку овој стих авторот да представува слика на луѓе кои се заробени во затвор и Господ доаѓа за да ги здроби портите, односно решетките зад кои луѓето се наоѓаат. Всушност, ова е слика на израелскиот народ, кој поради своите гревови и престапи се најде во голема неволја. Но Бог многу пати ги избави од тој затвор и ги врати назад во земјата која им беше дадена. Такви слични настани имаме запишано и во Новиот Завет. Ке се сетите дека во една прилика, кога апостолот Петар беше во затвор, Бог прати ангел за да ги отвори вратите од затворот и апостолот без никаков проблем се излезе. Нешто слично направи и за Павле и Сила. Тие Господови дела се всушност и слика на една длабока духовна реалност која се случува при спасението на душата на човекот. Кога една личност ќе поверува во Господ Исус, таа искусува ослободување од оковите и затворот на гревот и почнува да живее во слободата на Божјата љубов. За жал, денес има многу луѓе кои се уште се во затвор, иако тоа не мора да биде нивната животна приказна. Се разбира, не зборувам за буквален затвор, туку за затворот на гревот. На крстот на Голгота, Господ Исус плати за нивните гревови и со тоа им нуди ослободување, но секој човек треба со вера да го прифати тоа ослободување. Пред некое време слушнав пример за затвор во Пенсилванија. Гувернерот на некој град одлучил да помилува еден од затворениците, но затвореникот не го сакал тоа помилување. На крајот, судијата одлучил дека затвореникот ќе мора да остане во затвор. Поентата е, за ослободувањето да биде валидно, затвореникот треба да го прифати. За ослободувањето од силата и казната на гревот да е валидно во вашиот живот, вие ќе треба да го прифатите со вера во Господ Исус. Во овој псалм има многу неверојатни вистини, но нема да имаме време за сите нив. Во следниот дел од псалмот читаме за Божјата заштита, односно како Бог им помага на луѓето во нивните проблеми. Стихови 21 и 22.
Нека го прославуваат Господа за милоста негова спрема синовите човечки. Нека му принесуваат похвална жртва и нека ги разгласуваат делата негови со радост. Бог од нас денес бара и очекува токму такви жртви, какви што авторот спомнува во овие стихови, а тоа се благодарствени жртви. Што значи тоа? Дали Бог бара од нас да му принесуваме животни? Се разбира дека не. Благодарствена жртва значи да пристапуваме пред Него со став на благодарност. Во посланието до евреите, глава 13, стихови 10 до 15 читаме: Ние имаме жртвеник од кого немаат право да јадат оние што и служат на скинијата, бидејќи телата на животните, чија крв првосвещеникот ја внесува во светилиштето за очистување на гревовите, се изгоруваат надвор од живеалиштето. Затоа и Христос, за да ги освети луѓето со крвта своја, пострада надвор од градските порти. И така, да му пристапуваме надвор од живеалиштето, носејќи ја неговата поруга, бидејќи овде немаме постојан град, туку го очекуваме оној што ќе дојде. Преку него пак секогаш да му принесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните што го прославуваат името негово. За да му принесете на Бог благодарствена жртва, не мора да чекате да дојде недела за да одите во црква. Тоа може и треба да го правите и во црква, но и во секој ден од животот, без разлика каде се наоѓате. Стихови 23 и 24. Оние што запловија по море на кораби, што имаа работа по големите води, тие ги гледаа делата на Господ и чудесата негови во длабочините. Предпоставувам ви се има случајно ова: да се најдете на море, да погледнете на големата водна површина пред вас и да се воодушевите на морето како Господово дело. Кога и да се најдам на езеро, море или пак кога ќе го погледнам океанот, за мене тие водни површини се само подсетување на Господовата големина и креативност. Авторот на овој псалм вели дека морнарите ја имаат таа привилегија, често да се восхитуваат на Господовата величественост прикажана преку морето. Не само тоа, туку во морските длабочини има толку богат подводен свет, што ние луѓето се уште го немаме целосно истражено. Целото создание, било да станува збор за нас луѓето, за водите, птиците, рибите и се останато, е доказ за Господовата големина и креативност. Стих 31. Нека го прославуваат Господа за милоста негова и за неговите чудесни дела спрема синовите човечки. Верувам дека овие зборови се еден вид на рефрен на псалмот. И ние денес можеме и треба да го прославуваме Господ, бидејќи секојдневно ни ја покажува неговата милост и неговите чудесни дела. Се надевам дека ја забележувате неговата милост во вашите животи. Стих 32. Нека го возвеличуваат со собранието народно и нека го слават во советите на старешините. Повторно, ова е уште еден повик да го славиме Господ. Зошто? Бидејќи тој заслужува поради тоа кој тој е, но и поради сите негови дела. Верувам дека ако христијаните вистински и искрено почнат се почесто да го слават и да му благодарат на Бог, дека Божјата сила ќе биде излејана во нивните срца и тие ќе чекорат во неговата сила во секоја сфера од нивните животи. Стих 43. Кој е мудар и го пази ова, ќе ја разбере милоста Господова. Пораката на овој стих е очигледна. Само мудрите луѓе ги пазат овие зборови и се свесни за Господовата милост која е покажана во нивните животи. Со други зборови, тоа значи дека според Светото Писмо, оние кои не ја согледуваат Господовата милост, а и не се благодарни за неа, не можат да се наречат мудри. Таквите луѓе може да се мудри според стандардот на светот, но не и според стандардот на Светото Писмо. Сега доаѓаме до Псалм 108, кој е всушност дело на царот Давид. За жал, нема да имаме доволно време за длабоко да навлеземе во него.
Ќе го прочитам само првиот стих. Таму се вели: Подготвено е срцето мое, Боже, ќе пеам и ќе воспевам. Разбуди се, душо моја. Што значи тоа подготвено е срцето мое, Боже? Како може нашите срца да бидат подготвени за да го слават Бог? Врз основа на тоа што го читам во писмото, би рекол дека нашите срца се подготвени да го слават Бог само ако му пристапиме со вера, понизност и покаяние. Во Псалм 109 ни е опишано понижувањето на Христос. Значи станува збор за месијански псалм, исто како и следниот, односно Псалм 110. Во Псалм 109 читаме за понижувањето на Христос, а во Псалм 110 за неговото прославување. Од Псалм 109 ќе прочитаме само 2 стихови кои пак се цитирани и во новозаветната книга Дела апостолски. Стиховите 8 и 9 се однесуваат на Јуда Искариот и гласат: деновите негови да бидат кратки, а неговото достоинство друг да го земе. Децата негови да останат сираци, а жена му вдовица. Ова е проклетство кое пророчки е искажано за оној кој го предаде и продаде безгрешниот Исус Христос. Потоа, во Псалм 110 се зборува за прославувањето на Господ Исус. Стих 1 вели: Му рече Господ на мојот Господ: седи од мојата десна страна, додека ги ставам непријателите твои во подножјето на нозете твои. Овие зборови се цитирани и во втората глава од посланието до евреите. Но, со оглед на тоа што е време да ја завршиме денешната епизода, ќе треба да се навратиме на овој псалм во следната. Во него се отвараат неколку теми поврзани со свештеничката улога на Господ Исус. За тоа ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.